Значи вчера се зеде една плата за 7 месец, ми се чини 2024. Значи барањата се навработените да се исплатат, барем да се дојде до здравствено осигурување, тоа се 4 плати. Апелираме до надлежните институции, значи да се реши овој проблем, затоа што се одолговлекува од ден на ден и на овие вработени овде, значи 7 месеци му е горчлив живота. Апелираме до институциите надлежните, до општина Прилеп, градоначалникот, советот на општина Прилеп, значи да се најде решение за овие луѓе да се реши проблемот. Штрајкот е значи во таа насока. Значи се донесе одлука на управен одбор за да се доделат одредени средства за полека да почнува да се решава овој проблем за терминал, но тие обврски досега не се исполнети. Значи затоа и апелот ние како синдикат апелираме до надлежните институции колку побрзо може да се реши овој проблем. Да се исплатат барем 4 плати, да се дојде до здравствено осигурување. 7 месеци, значи луѓето нема здравствено осигурување. 7 месеци без личен доход да се живее е многу тешко. Одработени без здравство, а сите сме возрастни, сите сме над 50 години, на сите ни треба редовни терапии, приватно здравство си плаќаме, тоа што ни треба терапија да земаме, дома се снајдуваме како што можеме. Пак со домајчинско живење и сиромашно. Па сметам дека во моментот вади 8 минас невработени, што значи дека терминалот доволно вади за 8 мина. Но меѓутоа друго е проблем. Проблемот е тоа што ветувањата на надлежните, на градоначалникот, на директор на комуналец. Од нас комуналец ни оснивач, а должностите, врските на оснивачот се многу јасни. Значи кратко ќе кажам. Добивката ја зема оснивачот, загубата ја плаќа исто оснивач. Што значи години се повлекувале, се испомпувале пари од сметката на терминалот, а сега нема пари или не знам измислува други работи. Друго ми. Значи имаме неколку средби и со градоначалникот и со директорот, значи советување дека ќе се заврши проблемот тогаш кога ќе назначиме нов управител. Значи еве 3 недели назначен нов управител. Зедомне вчера една плата. Со таа една плата, значи ние ништо не можеме. Значи прво немаме ни осигурање. Значи јасни се барањата, 4 плати, да дојдеме барем 2 до 3 месеци оние што се дозволени за плата и да имаме осигурување. Дали ме разбирате? Значи јасно и гласно. 4 плати да можеме да имаме здравствено осигурување. И да ги исполна ветувањата оние кои цело време ни ги дава. И затоа до сега останаме. Не штрајкувам. Значи чекаме, разбирај, немаме нов управител, има кочници во законот, треба да се назначи на овој начин, на оној начин. Сега еве 3 недели е назначен. Во овие 3 недели успеа една плата да ни да. А уште 6 други плати имаме за земење. Од 15 февруари веќе почнува 7-та. Тоа е огромна загуба. Значи тука се фирми. Само денеска да не кажуваме 15 камиони се вратени. Кој требаше лично овде да се царина кај нас со метал, останаа да ги пратија во Битол. Значи многу се загуба. Сега нема друго, ако уште денеска 2 дена остава, не ги примиме автобусите што ги паркира овде за фирмите, за Гентерм, за Конфи Ангел, значи тие ќе си бараат друга алтернатива, ќе ги паркира на друго место, што значи одма губиме месечно најмалце 30-40 000 денари. Решението го гледаме во ова надлежните, што поскоро и побрзо да дојдат, да се договориме, да престане ова ветување досега, лажно ветување месец за месец, останавме 7 месеци без плата и без здравствено осигурување. Ветено ни беше дека ќе се среди, останавме не исполнето ништо. Ги повикувам да не трпи стопанството, да не трпа фирмите, правиме огромни загуби, како ние вработени, така шпедиции имаме тука, имаме цариници, голем круг на луѓе, се трпи огромна штета. Фирмите ќе ни избегаат, не ќе можеме после да работиме, камионите се пренасочени, од денеска се во Битола по граници, само 15 камиони се за Битоло пренасочени, 5 камиони се за во Кавадарци и ние во иднина, ако продолжиме вака со штрајкот, ќе губиме и ние, и стопанството, и сите граѓани на општина Прилеп. Затоа ги замолувам
Што поскоро да го решиме овој проблем, да ставиме крај на оваа голгота наша што ја тргаме 7 месеци.